ВМРО-ДПМНЕ. точно. Ова се тие луѓе кои што денес се највисокото раковство на ВМРО-ДПМНЕ. Види, направена Може да е исклучиш ти каде. направена е антитеза според мене. И тоа се века у економијата hostile takeover, насилно преземање. Што значи тоа? Значи, на времето и види се како ја го разбирам ВМРО 90-те кога сум студент. А мислам Имаме уште дека една линија на која што треба да направиме континуитет. ајде. А тоа е господно Преска, Ресенската линија, Да, владата. ќе дојдеме до Да. тоа. Значи идејата што е? Ти формираш партија ВМРО-ДПМНЕ. Ја го памтам Љупче од самиот почеток. Сега збориме, нели, у ова време има друг сентимент. Тогаш имаше сентимент, го следеа луѓе, идеја за Македонија, имаше многу јака харизма, говори и така натаму, знамиња, митинзи. Ти правиш партија која што е антипод на претходниот систем, значи и на претходното уредување комунистичко, каде што нема демократско уредување и повеќе партиски систем, а и антипод на пропагандите кои што, нели, тежнеат да го негираат нашиот идентитет. И ти правиш партија која што длабоко својата суштина го има како идеја, како идеал демократското уредување, слободата на поединецот, правото на избор, модерна држава и така натаму. Сега, они се уградуваат на самиот почеток, како делови од машинеријата, да сега ова според мене ескалира у самиот врв, да дури мислам, у одредени моменти мислам дека толку се они сигурни у себе што не се ни кријат. И се си мислам да не е тоа проблемот. Пошто, нели, дефиницијата што ја дадоа за членството е булумента, односно, нели, као стадо, кое што следи по принцип на што и да му се сервира со мала критичка моќ на расудување или никаква. Да. И тоа те следи, ти му сервираш што сакаш. Сега не знам од кај ви се овие слики, дали ги објавиле они јавно или не, али ова вака е баш онака како тајната вечера, знаеш, дај да се видиме тие што ја акумулираме моќта и да се договориме како ова ќе се, нели, манифестира понатака, односно како ќе се добереме до власт. Друго не гледам јас. Но тоа како и да биде, ако се овие линии точни, предпоставам дека значи повторно длабоко инволвирање или корелација со тајните служби.